студио. На линија ја имаме професорката Виолета Ачковска, професорка по историја на Филозофскиот факултет во Скопје, инаку позната личност по своите ставови и доброто познавање на македонската историја. Професорке, добро утро на вас во Република Македонија. Добро утро на сите драги македонци во Австралија. Професорке, ние ве побаравме заради вашите познавања на македонската историја. Особено јас би сакал да се задржиме околу настаните 2001 година, можеби и пред 2001 година, кога Република Македонија стана независна држава за прв пат во својата историја, така да кажеме, кое е и тоа спорно. Еве најнапред, бидејќи и тоа спорно, ќе започнеме нашето интервју со тоа. Дали Република Македонија 91 година беше за прв пат независна држава, или пак во текот на изминатите векови и илјадници години после Александар Македонски ние сме имале и други држави? 91 година Македонија стана во современата историја прв независна држава. Иначе секако во историјата, ако земеме античката македонска држава, Самоиловата држава и така, како средновековна држава која се формираше на македонско тло и на македонска почва, значи тоа се држави кои постоеле во минатото, но зборуваме за современата историја, за 19 и 20 век, кога во Европа се создава современите нации и современите држави. Но, за жал, бидејќи Македонија се наоѓа на едно од најчувствителните стратегиски места и раскрсници во историјата, таа била раскрсница на цивилизации, но и место кое секогаш било една цел на освојување на многу освојувачи големи сили и така натаму, и заради тоа историските процеси на создавање на македонската држава одеме малку по-специфично и позабавено. Првпат Македонија како држава со ограничен суверенитет секако се оформува 1944 година на првото заседание на АСНОМ, но кога зборуваме за целосно суверена независна држава Македонија од европски терк, како што се создава европските држави, тогаш може да зборуваме дека 1991 година Македонија добива целосна државна сувереност, односно тоа е прва современа држава после она Асномско 44 година, кога е држава со ограничен суверенитет во рамките на Југословенската федерација. И секако тој чине многу значаен за македонците, бидејќи ете и после толку освојување, негирање, делби, раселување на македонците, сепак жилавост на обстоиле на овој простор и сме успеале конечно да имаме и своја држава која е држава и татковина на сите македонци во светот, а не само на граѓаните на Република Македонија. Професорке, веќе ќе смениме концепцијата на нашето интервју, бидејќи се зафативме со тоа прашање. Ќе ве молам да продолжите, бидејќи имавме ѓаволски тежок пат кон признавањето на Република Македонија под уставното име Република Македонија. Апликацијата, молбата беше дадена во Обединетите нации како Република Македонија, но наидовме на кршење на најосновните човекови права од Обединетите нации и другите поголеми светски организации како што е Европската заедница и НАТО и така натаму. Кој е тука виновен? Колку е вината во политичката врхушка на Република Македонија во тоа време, начело со сега веќе покојниот Киро Глигоров и Бранко Црвенковски? Мислам дека добро Македонија секако дека најголемата, да кажам така, хендикеп или тешкотија во која ние наидувавме во нашето самосувеност, секако беше пречките кои ги правеше Грција, но не е толку од Грција. Тоа е пречка од Европската унија, која уште 1913 година европските сили дефинитивно сакале да го тргнат македонското прашање како едно многу тешко прашање во европската дипломатија, да го тргнат од дневен ред и до 13 година им ги поклониле деловите на Македонија на соседните држави. Друштвото на народите ни дало 3 графи да се декларираме како срби, бугари или грци и сметале дека со тоа дефинитивно го завршиле македонското прашање. Но 1991 година историјата
ние за жал македонците многу малку си ја знаеме историјата, па секогаш си ја доживуваме како трагедија, уште еднаш повторно си ја доживуваме. 1991 година се отвори она која во Букуриш не беше дозатворено. Мислам, дефинитивно Грција, со помош на Грција, европските сили пак повторно сака да го затворат македонското прашање, односно повеќе да не постат македонци. Сега, што се однесува до нашето раководство, јас барем мислам дека овој крст носи голема одговорност, бидејќи многу се задоцни со таа апликација во Обединетите нации. Многу од нашите политичари, бидејќи јас никош не сум била политичар, секој сум била само историчар и македонец кој си се бори за Македонија и за македонската вистина, но сметам дека и тогаш многу со задоцнување и господинот Киро Григоров и тогашното раководство многу задоцнено ја поднесе таа апликација. Дури во еден скорошен разговор со Илија Андановченто, тој ми даде и документ со кој барал кај господинот Киро Григоров веднаш, уште кога беше формирана таа експертска влада, веќе 91 година, 92 Македонија да бара континуитет на учество во Обединетите нации, бидејќи Македонија како дел од Југословенската федерација беше една од основачите на Обединетите нации. И како Хрватска и како Словенија ние имавме право да бараме континуитет на членството на Обединетите нации. Тука е грешката на раководството наше, туку чекавме, го влечувавме, мислиме времето работи за нас, како што често знаеа да изјават некои од високите политичари, испорно дека времето не работело за нас, барем што се однесува до проблемот на името Македонија и приемот на Македонија во Обединетите нации. Значи, тоа задоцнување со месеци, а може би и година, не предземање веднаш мерки да се влиза во Обединетите нации, го плативме со таа срамна одредница и прифаќање да бидеме фиром, односно поранешна Југословенска република Македонија, бидејќи поранешна Југославија имаше 6 држави, сите се тие поранешна, не е само Македонија поранешна, но тоа е една гнасна работа која се направи од страна на меѓународната дипломација, секако со притисок на Грција, но и со амен на нашето раководство и во никој случај тоа не го оправдува. Тоа е тоа. Професорке, при една моја средба со председателот Глигоров ми рече вака: во Обединетите нации му рекле дека или прифатете го тоа срамно име, или пак ќе останете утрина. Знаете што е утрина? Да. Како чаир, утрина. Недефинирана територија. Да, недефинирана територија. Не недефинирана. Колку има вистина? Еве сега, јас не можам да го демантирам председателот, тоа ми го рече. Тој таму каде што пишува, некој работи ги кажува, некој ги премолчува, кога ќе читат од другата страна, други луѓе се гледате дека не било се така и така. Значи не можем да многу беше тогаш и се уште поделено во Македонија мислењето со такви од тие во Обединетите нации дека тоа морало да се направи така. Ништо не мора кога има национален консензус и национална единство. И за името зборувам, доколку во Македонија внатре ние имаме политички консензус, како што имат грците во однос на името, и кој не може ништо да ти наметне. Значи, вода беше пропуштена. После тоа земи или остави, тоа веќе друга приказа. Значи, грешката во тоа што временскиот чекор беше испуштен, а не после како му рекле на господина Киро Григоров или прифати ова или не. Грешката е што со задоцнување тоа се направи, значи можеше да се бара континуитет на членството година, дена или година и пол порано, а ние мислиме дека е поднесена апликацијата во почетокот на 93 година, таа уште не беше поднесена. Тука е проблемот кој го премолчува, веројатно. Оние кои били актери на тоа цело случување. Да, меѓутоа врз ништо не може да се стави пепел. Еве, вистината излегува на виделина. Понатаму направивме, професорке, и други отстапувања на штета на националниот интерес на македонскиот народ и Република Македонија како држава, а македонскиот народ како носител. Отстапивме од знамето, го променивме уставот, се откажаја од македонците во соседните држави. Да. Значи, тоа точно се направи во моментот, непосредно после атентатот на Киро Григоров. Значи, тоа атентат секако е поврзан со дестабилизацијата на Македонија, иако има толкување дека тогаш
Македонија го кршеше тогашната влада ембаргото, тој Стојан во неговата книга го пишува на мемуари, дека го кршиле ембаргото и шверцувале нафта со Србија и дека Киро Глигоров може би е жртва на таа мафија која го правила тој шверц од наша страна, од страната на Србија, но има толкување и дека тоа е моментот кога требаше Македонија да ги избрише овие важни работи за македонската државинација, како што се знамето, заштитата на малцинствата во соседните држави и така натаму. Значи дека тој атентат е поврзан со таа дестабилизација. И што беше најстрамно? Кога почина другарот или господинот Киро Глигоров, другар си го вика во неговата партија, и гледа личностите да кажуваат за него, кои требаше да се скријат и да се срамат воопшто да не се појават. Бидејќи сите знаеме како срамно заврши целата истрага за атентатот на Киро Глигоров. Министерот за внатрешни работи господинот Фрчковски 2 недели скриен, не даде никаква изјава. Ги изчистија сите траги. Јавно се замајува со погрешни траги и така натаму, излегува да кажуваат каква величина е господинот Киро Глигоров. Тоа да ви кажам многу така некако ми делуваше многу фарисејски, лицемерно до крајни граници. И тоа беше. Иначе, значи, тој момент кога се откажавме од тие работи од уставот и од знамето, беа многу еден Чеков страшен кој го направи, мислам, во однос на македонската државност и тоа не може да им се прости на сите тие кои учествува во таквото едно деградирање на македонската држава. Едно е некој од надвор да те напаѓа, а друго ти сам на себе си да се уништуваш и да се самоубиваш. Мислам, тука е разликата. Професорке, спрема мене, исто така е од витално значење откажувањето од македонците во соседните држави. Македонија не може да опстани без поддршката на македонците кои се надвор од Република Македонија и од диаспората. Јасно, бидејќи Македонија историски феномен, таа има повеќе македонци надвор од државата колку што има внатре во државата. Тоа е таа специфичност на Македонија, на судбината, на трагиката на македонецот кој бива раселува. Значи, ние имаме повеќе македонци надвор, а помалку тука. И мислам дека човек колку пати да е гневен на татковината, на неправдата која му се направила, секогаш во срцата има една сентиментална жита, која кога и да влече корен од внатре, тоа во душичката стои на човекот. И тоа е просто како да ги убивате тие луѓе кои се надвор од Македонија, откажувајќи се на таков начин со се устав од заштитата на тие македонци надвор од Македонија. Професорке, да продолжиме понатаму со историјата во независна Република Македонија. 98 година доаѓа на власт Љупчо Георгиевски, а 99 година председател е покојниот Борис Трајковски. 2001 година ни се случи настан кој и ден денес не има нас поделено. Дел од нас, меѓу кои и јас, еве, тврдам дека имавме војна, а пак дел од македонската јавност, од интелигенцијата, тврдат дека тоа беше конфликт, бидејќи Република Македонија не објави војна, ниту пак премиерот објави граѓанска војна. Буквално, мислам јас дека тоа беше агресија. Дека тоа не беше нити војна, нити, не знам, конфликт некаков, туку беше агресија, организирана систематски добро од Косово, од соседна Албанија. Значи, обучени луѓе влега во Македонија. Воопшто не се случи граѓанска војна. Ако беше се вклучиш албанското население, тогаш ќе беше дури тешка работата. Значи, тоа беа обучени кадри на УЧК, на она кои овдека имаа за цел добивање на територија. Значи, тоа беше агресија за територија. Во никој случај не може да се нити конфликт, нити борба за човекови права, нити ништо. Јас сум во тоа децина, бидејќи поготово го проучував со децени тоа прашање за меѓуетничките односи, кој прашањето за голема Албанија и така натаму, од президентската лита до денес, цел на екстремните политички сили албански е формирање на голема Албанија.
А борбата за знамето, борбата за човековите права, не знам друга, сето тоа е фарса и замајување на европската јавност, која е многу осетлива на борбата на човекови права. Тоа е еден чист тероризам. Замислете се вие граѓани со години и повеќе од деценија во собствена држава да бидат прогонети од своите огништа, изборуваме за човекови права. А каде се човековите права на тие луѓе со години што живееа во тие прифатилишта во една соба, цели семејства прибрани? Имат ја студенти од нив кои беа по тие прифатилишта. Тоа чиста трагедија. Не може да замислите во своја држава да ве прогонат и да испаднат дека тие биле борци за човекови права. Тоа е срамно, мислам, но знаеме како оди целата дипломатија, и тоа дипломатија две очи, значи секогаш тие двојни аршини и тоа лицемерие тие присутно во дипломатијата и една чиста агресија која се изврши врз Македонија за добивање територии, односно целта беше да се федерализира Македонија, а како федерализирана преку референдум да се извршат отцепување од делот од Македонија и формирање на голема Албанија. Ја тоа и го пишувам и тоа го мислам, а може други интелектуалци наводни кои помалку може би си ја сакат татковината повеќе меѓу други работи сакат да изиграваат космополити или глобалисти, то може да мислат и поинаку. Професорке, таа агресија врз Република Македонија од Косовскиот заштитен корпус спрема нашите сознанија, нели се служуваме во истото, донесоа промена на Уставот на Република Македонија. Македонскиот народ беше носител на државноста на Република Македонија, впрочем како што е и примерот со многу држави во светот, по тоа што и затоа го имаме името на државата Македонија. Меѓутоа, ние станавме граѓанска држава, мултикултурна и мултиконфесионална. И пред тоа мислам да несовме граѓански устав, што е нормално во една либерална демократија која сакавме да ја градиме, но македонскиот народ беше творец на државноста, значи она што во Европа повеќе го има во најголем број случаи на државите, значи народот на одредена територија си има историски легитимит право да создаде своја држава и после таа држава се гради современа нација и така натаму. Значи ние со промената на уставот ја анулирав на Автономска Македонија. За жал, 2002 година јас во МТВ снимав една емисија со тогаш Ладо Поповски, историчарот, сега е пензионер, да избркал телевизија токму заради некоја албанска емисија за која нешто недолично се изразил Кобајаги за албанците. Значи, со него снимавме емисија во која јас кажав дека албанците истите прави ги има и со Автономска Македонија. И со човековите права кои ги добија уште од 1944 година и беа во сите устави. Никаде во Европа немаше малцинство или народност со такви права како што имаше во Македонија во тој период од 40 години. И сега наново човекови права бара. Тоа беше смешно. Сите овие работи за кои изборуваме, ја ги кажа тогаш на телевизија, таа емисија никогаш не е емитува. Беше забрането од највисоко ниво во македонската држава и не знам дали го уништија тој материјал каде, но како што уништуваат многу документација и многу филмови, не знам дали постои се уште тој запис во телевизија. Значи таа емисија беше забранета. Тогаш не смеев да кажам се што се случило. Ние исто така една група интелектуалци, 10-12 професори, пробавме некое македонско национално движење со кое сакавме да се спротивставиме на промените на уставот, да се спротивставиме на рамковиот договор. Бевме на група, бевме јас, професор Михајло Миновски, професорката Виолета Пирузе, Даринка Петреска, Вера Грозданова, професорката, Надо Права и така. Бевме на група професорски, повеќе жени, мажи на факултетот, кои почнавме, таа единствена група бевме кои гледавме, се формиравме како движење и сакавме тоа да го спроведуваме. Верувајте, еднаш, два пати, три пати не објавија со подписите наши нацици, пишевме писмо до господинот покоен Борис Трајковски, до собранијата и така натаму. После неколку одбити печатот престана да ни објавува нашите протести. Значи тоа се случуваше во тој период. Просто како сите да беа замајани дека мора да спроведат некаква, не знам каква директива од надвор, што беше тоа во прашање, и сега не можам да си го објаснам, но ние добивме ембарго од сите страни.
Некако и да тие прашања не може сосема да се затворат, мора да се отворат и кој каква улога во сите тие случувања имаше, еден ден мора да излезе на виденина. Но тоа е станно, бидејќи ние се откажавме од Атонска Македонија, од државотворноста на македонскиот народ, а станавме како некој мигрантско општество каде има различни придојдени етнички верници, но нема носечки народ во државата. Значи, ние го загубивме статусот на народ кој носи... Државотворен народ. На државотворен народ и го загубивме тој статус. Да. За жал. Ме интересира, бидејќи го спомнавте она што често пати го кажувам јас, македонистите секогаш биле надвор од централните настани и виталните настани на Република Македонија, односно целокупна Македонија. Зошто е тоа така? Зошто сме настрана, на периферија, ние кои можеме најмногу да придонесиме, а секогаш се внатре некои кои се мислам со излитени или пак со никакви ставови спрема македонскиот народ и Македонија? Веројатно, че од нас ни е поважно, например, да се бориме за Македонија, за македонската вистина, отколку да се бориме за власт или за некакви бенефиции. Значи, тоа е првата работа. Бидејќи знаете, во политиката се борат и успеват оние кои сакаат власт. Јас барем од себе си тргнувам, никогаш не сум имала некакви амбиции такви. Секогаш само сум се сетала за Македонија, се да бранам што треба, да се распевам, да ја кажувам вистината. Не можам да најдем објаснување за тој феномен. Исто така, мислам дека и надворешните фактори имат влијание, но често пати размислувам дека една од погубните грешки, може би, која се направи овдека, кога се формираше македонската држава, што ние им кажавме на сите војни лица кои беа тука, знаме Југословенската армија како функционираше, кој беше најсилен, таа контраобавештајна служба во рамките на армијата. Исто така Титос имаше своја посебна обавештајна служба, од која и на кој негов не му веруваше, па добиваше. Посебно беше УДБА и така натаму, што ние во овој период не расчистивме со таа структура на таа разузнавачка служба и воена и внатрешна. Им кажавме на војската, кој сакате останете во Македонија, кој сакате може да се заминете. Значи, кај нас ја остана целата таа мрежа на разузнавачка служба на Југославија, која беше многу силна. И што се случува, ние се илустрација, каква илустрација од 89 до 91 најголемиот број на досија се уништени во Македонија, што значи таа седантна служба си постоела, си работи. Дури до крајот на 90-та година имало специјален човек од Белград задолжен во Министерството за внатрешни работи кој ги држал сите конци. Нашите министри тука биле формални личности. Значи тоа се тие работи кои се многу деликатни, но кои се историски факти и кои ќе мора да ги расчистуваме. Значи таа служба си работи. Таа работи кога треба, кога имаме избори, да направи пукање, да направи неред, ако треба да се девалвира Македонија во лицето на светот, дека не демократска, дека прави некои работи кои не одговараат на финото европско, дипломатско, ово и така натаму. Тие си се тие кои перманентно, мислам, работат кон дестабилизирање на Македонија, кон поделба на ткивото на македонците, со перманентна пропаганда и така натаму, кој е присутно, за жал, и тука е таа делба на македонците. Исто така, во тие го будат и тоа југоносталгијата по воскреснување на величината на Тито и така натаму, кој имаше и добри, но имаше и многу лоши работи кои не можат така да се замислат, па само доброто се кажува. Мислам дека тие служби кои останаа 91 година, со кои не се раштите дефинитивно, правите вие своја држава, морате своји луѓе да поставите, но од таа мрежа која постојаше од поранешните југословенски служби, мислам дека не се оттргнавме и таа како да не влече цело време надолу, да не можеме глава да кренеме на површината на водата, само не потиска да се удавили. Јас имам такво чувство. Добро да се лажам, но мислам дека не се лажам. Да, не се лажите. Еве, таа омраза видлива е денес. Припадниците на партијата СДСМ и припадниците на партијата ВМРО-ДПМН не можат да се смислат помеѓу себе. Толкава омраза и поделба има во Републиката, па и во диаспората.
а пак продуктот од агресијата Алија Ахмети, командантот на учките, кој е обвинет за злосторство врз човештвото, денес е главна фигура и прав човек во Република Македонија, кој вешто манипулира со обете партии и секогаш му ги исполнуваат барањата. Ја мислам, не е за толку да сечите добра ралев, нити персонификација на тоа што се случуваше 2001 година, нити е злосторство. Но кој да е албански фактор, вие тука мислам дека истата политика ќе биде. Нема, ако не е следи ќе ви биде тачи, не сме да тачи некој кликен, но тоа тие си има своја зацртана кауза, има надворешна поддршка, има силно лоби, има кауза, има национално единство. Тоа е нашата погубност. Нашите политички партии и многу членови на партиите не се издигнале над партиското, дека Македонија и македонскиот интерес треба да биде над партискиот интерес. Значи, тоа е нашата трагедија, таа партизација. Дури кога ги читам документите од бугарскиот парламент, да се чудите, викате, немојте да се карате да не фати македонската партизација. Знаете што значи тоа? Тоа че прва 45 година се стенограми од бугарскиот парламент. Да не фати македонската партизација. Знаете што значи? Значи, тој синдром се уште и ден денеска е продолжен и тоа е еден недостаток на една национална свет, за жал, бидејќи ние 50 години македонската идентификација не е пренасочувале кон Југословенска федерација, кон Југословенска идентификација. И мислам дека треба да поминат генерации, да поминат период и гледам тие млади луѓе кои веќе доаѓаат генерации, бидејќи сум професор, работам со младите генерации, веќе постепено се смеат на нивните родители кои жалат за Југославија, значи во себе сосем овие деца си го носат само македонскиот идентитет. Значи треба да се променат генерации кои ќе се идентификуваат само со македонското, а не со југословенското. Мислам дека тие 50 години плакнење на мозок треба таа цена овие години да си ја платиме. Не може и да ја надминеме таа, значи, југословенска носталгија која оди доста постепено и тешко, но сепак оди со една прогресивна линија кон македонското. Професорке, да. Инако албанците си знаат, тие си е тера таа верова мисла дека единствена религија за албанците е Албанија. Ние треба да сватиме дека единствена религија за македонците е Македонија и така да се однесуваме. Но ви кажа, значи тоа плакнење на мозоци се 6 години, тие генерации се уште си го носат тоа во срцето и не можете вие преку ник да му кажете Југославија не постои. Сепак тоа се генерации кои растеле, живееле, твореле во таа држава и вие не можете најнешто идентитет да им го премените тоа чувство во срцето преку ник. Но младите генерации веќе носат нешто сосем поинако и тоа е добро и позитивното во сите овие процеси. Професорке, заради времето имаме уште 2 минути. Сакам да ни кажете ваше видување дали законот за локална самоуправа 2004 година донесен води кон федерализација на Република Македонија. Да, јас 2004 година бев од тие првите кои се бара за референдум, излегов да гласам на референдум, дури имаше во одделни организации каде членови на СДСМ славеат и проход на тој референдум, бидејќи сметав дека таа поделба оди по границите на голема Албанија, дека е погубна за Македонија, дека води кон федерализација. Тоа е страшно, вие на едно Скопје преку ноќ му додавате 150.000 жители албанско население за да го направите двојазично или во едно Кичево и така натаму, кој навистина е погубна за Македонија. Исто така беше погубен и пописот кој се направи во Македонија, во кој воопшто наверувам, бидејќи ги штелуваа бројките за да помине рамковиот договор. Значи, клуч на Македонија што е? Реален попис да се направи, никој на албанците нема да им ги одземе нивните права, но мора да се знае да престанат да манипулира со бројки дека се 30-40%, 30 по 20% и мора тој факт да се утврди. Значи, тоа е основната работа и другата работа треба внатре македонско национално единство и трета работа која може би е прва, економско зајакнување и стабилизација на државата,
кое ако бидеш домаќин ќе те почитуваат од надвор, ако не си домаќин никој нема да те почитува. Мислам дека се тие клучните работи кои се потребни за Македонија за да има иднина и просперитет како држава. Но пред се национално единство, не партиски поделби, не еден со друг да се мразиме, туку да се сакаме и таа љубов да ја даваме за Македонија. Мислам дека тоа е суштината. Професорке, ви благодариме за извонредните информации кои ги дадовте за македонската радиопрограма 3 пати Z и се надеваме дека ќе останеме понатаму во контакт во иднина. Ви благодарам на поканата. Сакам да ги поздравам сите македонци каде и да им кажам да си носат Македонија во срцето и дека само со љубов ќе не сака и Господ. Ви благодарам. До слушање. Почитувани слушатели, разговор водевме со професорката Билјана, односно Виолета Ачковска, околу историјата на македонскиот народ. Victorian Compensation Lawyers. Повреди на работа, сообраќајни несреќи